3 нови споменици денес беа поставени во Скопје, 2 во строгиот центар на градот и 1 во Кисела Вода. Станува збор за спомениците на Димитар Поп Георгиев Беровски, споменикот на основачите на ВМРО и споменикот Војвода на Коњ. Новите споменици раскажуваат делови од македонската историја. Со поставување на истите, старите се потсетуваат, младите учат. Граѓаните кои го следаа нивното поставување искажаа задоволство. Вела дека спомениците сведочат за нашиот идентитет и го поздравуваат нивното поставување. Секој спомен обележје е убаво за еден народ, за еден град. Така да моја лично убедување дека тоа е убава работа. Мислам дека тоа ќе се докаже дека Македонија постои, дека револуционерите не се запоставени и изгубени, дека се обновуваат нивните имиња, да младата генерација, макар да сум ја постар, дека ќе се сетат на нив, дека идентитетот со тоа ќе го потврди дека сме македонски патриоти према сите земји и да докажеме на Европа дека постои место овие револуционери. Добре, не е лошо тоа, значи секој човек добре е тоа. Што се гради добре, не е лошо. Ја мислам дека е тоа позитивно во смисла да се има споменици, историја и така натаму. Димитар Поп Георгиев Беровски бил македонски револуционер, наклеветен од грчките владици, пребегал во Цариград, а потоа и легално живеа во Солун. Таму заедно со македонската патриотска интелигенција формира кружок, чија цел била организирање на востанија против турската власт. Бил главен организатор на Разловечкото востание, а по неговото задушување се вклучил во организирањето на Кресненското востание, при што бил избран за началник на востанички штаб. Воедно бил и иницијатор за обнова на Охридската архиепископија преку Унијата на христијаните македонци со Ватикан, кои во 1874 година ги отцепиле од бугарската црква мали делови од Серската, Мелничката, Струмичката, Воденската, Кукушката и Солунската област и ги поврзале кон Ватикан. По неуспехот на востанието се префрлил во Кјустендил, каде живеел и работел се до својата смрт на 19 декември 1907 година. На 23 октомври 1893 година во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджи Николов во Солун се собраа 6 млади мажи за да ги стават основите на тоа кое што ќе стане символ и знаме на борбите на македонците за слобода. Доктор Христо Татарчев, лекар, Даме Груев, професор, Петар Попарсов, професор, Иван Хаджи Николов, книжар, Антон Димитров, учител и Христо Батанџиев, професор. Основаа конспиративна група нарекувајќи ја Македонски револуционерен комитет. Сега нивните споменици поставени истовремено со оној на војводата ќе го раскажат продолжението на оваа историска приказна. Историјата е полна со податоци за делата на оние кои живееле за Македонија, а сега Македонија им дава почит и ги помни.